Кратко да ја објаснам поентата со овој амандман, зашто сметавме дека треба да биде поднесен, имено го поднесовме на две основи. Едниот е вака општ кој што важи за сите граѓани, додека вториот веднаш после овој се однесува на истиот предмет, односно на меѓуградско патување за улеснување на цената на билетот, но се однесува на средношколци и на студенти. Зошто сметаме дека на овој начин треба да им се помогне на граѓаните? Еве ќе видиме да пресликаме еден модел од Германија. Во Германија билетите за меѓуградски превоз, односно за превоз помеѓу региони, е фиксиран на цена од 9 евра. Што сака да се постигне со истото? Прво, знаеме дека имаме навистина зголемени цени на горива, со што директно учествуваат горивата во цената на билетот, која што е многократно зголемена од 40 до 50%. Тоа е една работа. Транспортниот сектор е малтене пред колапс, гледаме дека во изминатиот период не се превземаат посуштински мерки за да се намали цената на горивото, како оние предлози за намалување на акциза за ДДВ или било каков друг инструмент кој што власта го има во рацете за да ја олесни работата на овој сектор. Ние сметавме дека со ова, доколку се прифати, ќе има три главни предобивки. Првиот ќе биде директна помош на транспортниот сектор во оваа држава. Со инјектирање од 100 милиони денари ќе се подобри ликвидноста, ќе можат тие предпријатија кои што превезуваат патници меѓу градовите полесно да ги завршуваат обврските. Тоа е на некој начин индиректна помош која ќе влезе во нивните биланси од страна на државата, затоа што повторно ќе кажам дека сите мерки кои што се таргетираат треба да бидат исклучиво таргетирани кон подобрување на ликвидноста на предпријатијата и кон намалување на приходите кои што влегуваат во централен буџет. Затоа што нелогично е ние во услови на ваква криза да го зголемуваме приходот во буџетот, да правиме побогата влада и побогата држава, а посиромашно стопанство и посиромашни граѓани. Понатаму заштеда на подолги релации. Физибилити студијата покажува дека ако е цената на билетот фиксирана и ако е намалена за оваа сума, ќе ги мотивира граѓаните наместо да користат сопствено возило, да користат ваков превоз со што ќе се зголемува бројот на патници. Тоа значи дека наместо да патуваат помеѓу градовите, односно на подалечните релации со сопствено возило, што ќе значи дека повеќе ќе чини самиот пат за зголемената цена на горивата, поголемиот дел од граѓаните ќе се одлучат на ваков тип на превоз. И понатаму, како што кажав, ние мораме да размислуваме на кој начин ќе ги олесниме буџетите на граѓаните. Ако веќе сметаме дека нема простор за да се зголемат примањата, да се зголемат платите, ако нема голема толкава маса на пари во буџетот за да се интервенира во ликвидноста, ние мораме преку индиректни мерки да ги намалуваме трошоците на граѓаните. Еден од овие начини е токму и овој. Еве да земеме во предвид, да зборуваме за овој амандман, на наредниот ќе имаме прецизна анализа, доколку ние ја одземеме разликата која што е покачена за 40 или 50% на билетот на граѓаните кои што го користат овој тип на превоз и го фиксираме на една нормална цена, целата таа разлика што е помеѓу оваа цена и таа ново наметнатата во овие моменти, кој што е директно заради поскапувањата на горивата, тие средства ако ги превземе државата, тие средства ќе останат во џебот на граѓаните. И ние така треба да размислуваме, или еве ова е ист модел на мерка како што го кажува Димитар Ковачевски, дека владата помага во субвенција на сметките на домаќинствата. Ковачевски вели дека државата ги субвенционира домаќинствата сметките во 80%, со тоа што државата ги превзема тие средства во централниот буџет, да ги плати како врска, а тие средства остануваат во семејните буџети на граѓаните. И јас сметам дека сите мерки треба да бидат така концепирани и тоа е нашиот мотив за поднесувањето на овој амандман. Уште еднаш ќе сумирам, да ја фиксираме цената на билетите, разликата да ја субвенционира државата, а остатокот на средствата треба да останат во џебот на граѓаните во овој случај, а наредниот мандат, наредниот амандман ќе разговараме и за субвенционирање на билетот на студентите и средношколците кои што го користат овој тип на превоз, нешто кое што е барање на официјалните унии на средношколци или сојузи на студенти. Благодарам.